Повторно се враќаме од студиото на ТВ каналот ВИС. Наши ваш гостин е првиот човек на општина Струмица, Костадин Костадинов. 365 дена или една година од неговиот мандат. Според планот и според договорот, простор оставаме и на вам, почитувани гледачи, кои што доставивте прашање преку социјалните мрежи директно на телефонскиот број на ТВ каналот ВИС. Па, градоначалниче, предлагам со оглед дека има голем број на прашања. Очигледно дека сте навикнати да го слушнат вашиот одговор, па предлагам да ги слушнеме и прашањата, но и одговорите од вас. Ке почнам со прашање кој што не се подред туку. Еве вака вели: на Кванташки пазар улиците се катастрофални. Кога последен пат градоначалникот има поминато и знае ли како се снаоѓаме за време на пазарните денови? Да, последен пат имам отидено таму пред да дојдам во оваа емисија. Значи, околу 19 часот. Секојдневно одам таму. Во моментот се работи на атмосферска канализација за потребите на индустријската зона Север и компаниите кои што таму вложиле средства, дополнително тука ја врзуваме атмосферската вода од самиот Кванташки пазар и за потребите на објектите кои што и компаниите кои што работат во рамки на Кванташки пазар. Се работи на шахтите пред Кванташки пазар и апсолутно сум сведок и гледам дека улиците се раскопани. За таа цел, односно за реконструкција на атмосферската канализација, која што се одложи заради самиот терен на работа, односно исто така станува збор за еден од пониските делови во градот и премногу се собира подземна вода. Самото копање заради потребите на инсталација на атмосферската канализација допринесува да имаме проблеми во реализацијата. Веќе е надминато, тоа се близу 6 милиони денари инвестиција на општина Струмица преку јавното комунално претпријатие Комуналецот Струмица. Дополнително веќе имаме подпишано договор за рехабилитација на тој потек, односно сметајќи го патот од Кванташки до патот Струмица Просениково, односно на потегот од млинот на Иво до Кванташки пазар. Веројатно граѓанинот мисли за тој дел од улицата и до крајот на оваа година ќе биде завршен. Пред влезот на градско Балдовци кај полигонот за вежба на идните возачи, кога се планира асфалтирање на патот до полигонот за потребите на истиот, но и на компаниите кои работат таму? Нема можност да се стигне до полигонот и фирмите за време на врнежи и на дошти снег. Предпоставам дека после полигонот се мисли дека таму има и фирми. Така. Знам каде е полигонот. Полигонот има и приватна фирма која што го зборуваме сега патот да се асфалтира. Да, апсолутно. Ќе го предвидеме во програмата за наредната 2023 година. Нормално дека имаме предизвици со кои што се соочуваме во моментот за Балдовци со поддршка, односно со инвестиција од централниот буџет во износ од 86 милиони денари. Во очекување сме, денови се во прашање кога ќе се распише јавната набавка, зборам за после реевалуацијата на цените за атмосферска и за фекална канализација во населено место градско Балдовци. Деталниот урбанистички план за блок 40 и 41 позади затворот е донесен. Дали се планираат во блиска иднина градежни активности и оформување на парцелите, зашто има многу заинтересирани граѓани за градба, а тоа се приходи од комунали за општината? Апсолутно. Тенденција на општина Струмица е да максимализира што е можно повеќе, нормално со хуманата урбанизација и градење на Струмица. Станува збор за блок 41, каде што имаме детален урбанистички план, влегува во урбан опфат. Веќе се нарачани елаборатите од компанијата од планерот кој што има добиено набавката и верувам дека ако не до крајот на оваа година, во почетокот на новата, ќе имаме продажба на парцели. Таму имаме неколку стотини парцели кои што се веќе парцелизирани со намена А1, односно куќи. Сега не сум сигурен тоа 40-41 позади затворот, но кога сме во тој дел, предпоставам дека зборуваме за истиот дел. Министерството за земјоделие одобри доделување средства за тампонирање на полски патишта, поточно дел од стариот пат Струмица Ангелци.
Дали се планира и кога се планира овој зафат? Тој зафат веќе се реализира. Така. Зошто се тргнати клупите на плошадот спроти кафулето Спартан, а клупите се однесени кај базентот Аквариус? Не се однесени клупите кај базенот Аквариус, станува збор за една акција која што ја спроведуваме со комуналното предпријатие Комуналец Струмица во договор со директорот на Комуналец, господинот Зоран Ѓорѓиев. Веќе ги собираме тие клупи кои што се оштетени до распишување на нова јавна набавка наредната 2023 година. Истите клупи, колку што е можно, согласно можностите на Комуналец Струмица, ги осовременуваме, ги репарираме и ги враќаме назад. На некој начин освежување. Ги освежуваме клупите, така. Дали во делот на касарната ќе се дозволи изградба на приватни куќи за домување? Во делот на касарната не постои. Поранешната касарна претпоставам, бидејќи таму има експанзија градежна. Во тој блок најголемиот дел се стамбени згради, се со намена А2, имаме дел А3. Таму се и новите објекти кои што сега општина Струмица ги зема во своја собственост од страна на со одлука на влада нормално, затоа што првично беа на трајно користење. И во тој дел од градот зборувам само за касарната, ако мисли граѓанинот на тоа. Дали во делот на касарната, претпоставам, значи внатре ќе се дозволи изградба на приватни куќи за домување? Таму нема, ако мислиме на истото, во тој дел од касарната нема ниту по детален урбанистички план, ниту по генерален урбанистички план предвидено плацеви со намена А1, односно куќи. Да. Зошто има застој во работењето во урбанизам при дооформување на градежното земјиште? Има нерешени предмети од 2021, што според мене предметите се решаваат за максимум 30 дена. Прашање од гледач. Јас го поканувам граѓанинот доколку смета дека одреден предмет кој што е чист од страна на вработените во урбанизмот, без разлика на кој оделение, јас тврдам дека станува збор за многу силен тим и многу стручни луѓе кои што си ја знаат својата работа, освен можеби некој предмет да не е решен доколку има некакви жалби, доколку има некаков предмет во второстепена комисија, доколку има некој предмет на во управен суд, не знам, зависно во што станува збор. Навистина не би сакал да ги генерализирам работите, но еве го поканувам граѓанинот слободно, нека се обрати кај мене, ќе ја викнеме раководителката на сектор за урбанизам, затоа што тврдам најодговорно дека стручниот тим во страна на секторот за урбанизам соодветно одговорно се врши својата работа. Пред една година градоначалникот вети улица кај Стара река во Муртино, дали е во план да се асфалтира 100 метри и да се постави канализација. Се јавува човек кој што со дедо му играше фудбал. Го знам човекот и огромен поздрав до него. Да, јас сум ветил, но имаме, знае и тој дека имаме имотно-правни проблеми. Станува збор за не куќата која што лепи до неговата, сега да не именувам, туку за трета куќа која што со неколку метри практично излегува на самиот проектиран пат. Дали кога ќе се исчисти пореот на Крушевска република? Мислам дека се работеше таму, ајде. Дали кога ќе се исчисти пореот на Крушевска република? Поројот на Крушевска република е исчистен. Согласно програмата на комуналното предпријатие Комуналец Струмица треба да го чистиме 2 пати годишно, но во текот на 2022 година, мислам на оваа година, веќе е чистен преку 3 пати. Станува збор, веројатно граѓанинот или граѓанката мисли на потегот од кружниот тек кај Евана до Климент Охридски, затоа што веќе после Климент Охридски до улив на река Таркајна солиден дел е реконструиран. Дополнително сега имаме со 5 милиони денари го доуредуваме уште 100 и неколку метри до улив на река Таркања. Ни остануваат уште 200 метри да комплетно долниот дел, зборувам од Климент Охридски до улив на река Таркања, биде исчистен. Дали за одржување на заштитниот појас над градот е одговорна општина Струмица или друга организација? Дали некој воопшто води грижа за евентуална појава на ерозија и поплави? Претпоставувам на заштитниот појас над Струмица, овој шумскиот предел, бидејќи има и дополнително прашање дали некој воопшто води грижа за евентуална појава на ерозија и поплави во делот на дрвокрасвото. Значи, дали за одржување на заштитниот појас над градот е одговорна општина Струмица? Она што значи урбан опфат на Струмица, на територија на општина Струмица, таму каде што имаме урбанистички планови, секако дека се грижи општина Струмица
Во однос на поплавите, сепак сметам дека граѓанинот мисли на одржување на каналите, реките, речните корита. Моја предпоставка, со оглед дека вака е наведено прашањето, дали за одржување на заштитниот појас над градот е одговорна општина Струмица или друга организација, дали некој воопшто води грижа за евентуална појава на ерозија и поплави. Најверојатно се мисли доколку се врши немилосредна сеча, дека ќе можна е појава на ерозија и поплавување или свлечишта кон Тука немаме надлежност некоја, тука сепак имаме шумска полиција, имаме македонски шуми кои што се грижат, имаме други институции на прогон кои што треба да водат грижа, не дека не ни е гајле, боже мој. Знаеме за проблемите во однос на сечата сега. Зборувам и јас како граѓанин апелирам, разговарам, изнаоѓаме некакви начини, форми за спречување на таквите појави во однос на поплавите, да, што е во урбан опфат, во однос на речните корита, во однос на каналите, во урбан опфат на општина Струмица, нормално дека ние си ја гледаме нашата работа, дополнително се што е вон урбан опфат, тука е веќе АД водостопанство, сметам дека на граѓанинот му одговори во однос на грижата за поплавите. Појава на ерозија и поплави, така а за заштитниот појас... За заштитниот појас, тоа е поширок поиме заштитниот појас. Може да биде зелен заштитен појас, може да биде заштитен појас во однос над градот. 8 метри од речно корито, може да биде од далновод заштитен појас, 15 метри. Така да, како и да е, прашањето е на место, да, општината води грижа, се што е во рамки на нашите надлежности. Се што е вон нашите надлежности, ние разговараме со надлежните институции, каде што апелираме или потенцираме на одредени проблеми кои што ни се појавуваат. Не знам дали е во ваш домен, но еве, дали дождовите влијаат на квалитетот на водата за пиење во Банско? Во однос на квалитетот на водата за пиење во Банско, таму имаме потреба. Предмер пресметките ни покажуваат дека комплетна реконструкција на филтр станицата за питка вода ни се потребни околу 40 милиони денари за нова филтр станица, затоа што постоечката е уништена. Дождовите не допринесуваат за загадување на водата, доколку филтр и постои соодветна филтр станица која што ќе работи во полн капацитет. Каде да реагираме и да пријавиме недостаток на улично осветлување? И знае ли градоначалникот дека систем 48 не функционира и одговорните лица или не се јавуваат или се премногу дрски? Не сметам дека одговорните лица во систем 48 се премногу дрски. Ќе го разберам граѓанинот или граѓанката дека имаме потреба и tekako од зајакнување на тимот во систем 48 за да одговорат на сите потреби на граѓаните, на жителите на општина Струмица. Ќе го сватам тоа како една препорака до мене да го зајакнеме тимот. Нормално дека доколку има било каква појава на несоодветно дрско однесување од страна на општинска администрација кон граѓанин на општина Струмица, граѓаните го имаат мојот телефонски број, можат да ми пишат порака, можат преку социјалните медиуми, можат и директно да дојдат кај мене во општината. Дали може да се среди земјиштето во градските гробишта да може да се погребува доле ниското, а не високо на ридот? Со градските гробишта практично имавме проблем. Во почетокот на мандатот, кога дојдов, беше навистина алармантна ситуацијата. Имавме останато премногу малку гробни места на располагање. За жал, гробиштата се наше секојдневие, сите имаме роднини кои што ни се починати, наши блиски ги посетуваме многу често. Во моментот работиме на проширување на опфатот на гробиштата, веќе разговараме со представници од влада да ни го дадат во трајна собственост местото викано Джиндол, тоа е према населено место Баница. Не можеме ние да отстапиме приватна парцела за погребување на упокоени лица. Зошто? Затоа што во долниот дел, ако добро го разбирам граѓанинот, во долниот дел тоа се мисли на слободните парцели долж патот. Тоа се приватни парцели и пресметките не покажуваат дека ќе ни требаат 700.000 евра за да ги откупиме по пат на експроприација, за да ги направиме гробишта.
Економската логика ми кажува дека со една одлука на влада, нормално дека разговараме да видиме дали е од стратешко значење, затоа што се биле во собственост на армијата, доколку е од стратешко значење нема да може, но ако ни го отстапат потегот кај Джиндол, тоа се илјадници квадратни метри за потребите на градските гробишта во Струмица. Улица Партизанска, бидејќи имам информации дека е изготвен проект за улицата, дали и кога ќе биде реализиран? Изготвен е проект, ако се мисли за истиот потек, таму е навистина теренот тежок за работа и до крајот на оваа година улица Партизанска ќе биде завршена. Ако сметаме на истиот потек со граѓанинот. Зошто не се обраќа внимание на каналот Крушевска република, поготово од улицата Младинска до транзитниот пат, каде има застој на водата со многу отпад, вегетација и комарци? Значи, зошто не се обраќа внимание на каналот на Крушевска република, поготово од улицата Младинска до транзитниот пат? Се мисли на чистење, каде има застој на водата со многу отпад, вегетација и комарци. Значи, за чистење на потекот од... Да, разбирам за кој потек. Постојано се чисти тој потек на Крушевска република. Во однос на мирисите кои што се шират, така имаше во прашањето. Да, вели вака, зошто не се обраќа внимание на каналот Крушевска република, поготово од улицата Младинска до транзитниот пат, каде има застој на водата со многу отпад, вегетација и комарци? Со чистење на дел од река Таркања практично вршиме одводнување. Знае да не се случи застој на водата, затоа што нивелацијата во долниот дел на поројот Крушевска република е премало. Со одводнувањето долу, зборам веќе во коритото на река Таркајна, ќе значително се подобри состојбата со подигањето или надовувањето на Крушевска република при попоројни врнежи од дожд, иако имаме соодветно одведување на атмосферските води. Прашање до градоначалникот од 45 фамилии од улицата Благој Мучето. Се жалевме до вас за нарушување на мирот и прегласната музика во раните утрински часови од кафулињата околу библиотеката. До сега ништо не е превземено. 45 фамилии немаме мир од прегласната музика. Дали конечно ќе покажете грижа за нас и ќе го решите проблемот? Однапред ви благодариме. Да, беа кај мене жители кои што живеат долж шеталиштето Благој Јанков Мучето. Тоа беа 7 семејства кои што беа кај мене на состанок. Знам за тоа што сме го разговарале. Знам дека не разговаравме во однос на гласната музика, туку разговаравме на отпадот кој што се создава и од луѓето кои што шетаат по градското струмичко корзо и одредени појави кои што ми ги кажа во делот на влезовите од тие малите згради кои што ги имаат таму. Да, решаваме за одредени работи во однос на работењето на одредени кафичи, не е одговорен само градоначалникот или општинската администрација, тука сме заедно и делуваме и со секторот за внатрешни работи, и со пазарната инспекција, каде што треба заеднички акции за анулирање на тој проблем. Овде би сакал да потенцирам дека работното време е регулирано на таквите кафичи, не можеме целата вина да ја префрлиме, станува збор за најцентралното место во градот, каде што е нормално да биде, не знам, звукот погласен отколку некоја друга улица во градот, каде што немаме ниту шеталишта, ниту ништо. Но, потполно разбирање за граѓаните, веќе го решаваме проблемот да пуштаме повеќе контроли во однос на собирањето на отпадот, во однос на некои ненормални појави од страна на поединци граѓани кои што ги прават. Навистина е ужасна гледката, затоа што можев и имав можност да видам што се таму се случува. А во однос на прегласната музика имате ингеренции или тоа е други институции, инспекции? Имаме други институции и инспекции кои што се надлежни во однос на гласната музика конкретно. Да. Дали градоначалникот се појавува како инвеститор на стамбена зграда во касарна Струмица и дали има негови сопствени камиони за транспорт во Струмица? Ова е премногу малициозно прашање. Предпоставам дека од страна на опозицијата нема ни едното ни другото и нека искористат приликата да постават советничко прашање да повторно им одговор. Дали со изведба на новата канализација на улица Младинска може да гарантирате стопирање на поплавите за време на дожд?
И јас можам да гарантирам дека со проширување со реконструкцијата на атмосферската канализација на потегот на улица Младинска од Стар Лав Комерц до улив на бројот Крушевска република, каде што практично ги променивме атмосферските цевки од ФИ 250 во ФИ 600, можеме да придонесеме да значително се намали водостојот при поројни врнежи од дожд. Јас не можам да дадам гаранција, ниту било кој човек може да гарантира 100% при обилни врнежи од дожд, какви што не зафатија летниот период 3 дена поред, со обилни зборувам врнежи од дожд, да улицата биде сува. Не може да биде сува. За таа цел дополнително ќе придонесе кон помагање во однос на поплавувањето на тој потек на дел од улица Младинска, со реконструкцијата на улиците Крушевска република, каде што е уредениот пешачки дел, горниот дел на Крушевска република. Помина јавната набавка, имаме избрано изведувач и ќе го воведеме во најскоро време во работа. Зошто е сопрем проектот за реконструкција на паркот помеѓу Ленинова и булеварот Маршал Тито? Насекаде има градежен шут и ѓубре и изградбата стои во место. Кога ќе биде завршено, мислам дека видов и уште едно, мислам на ова, кога ќе се продолжи со работа во паркчето спроти Глобал на аголот меѓу булеварите Маршал Тито и Ленинова. Предпоставам дека за истиот парк станува збор. Практично таму се почна со количините кои што ги имаше комуналец. Зошто многу често го спомнам комуналец? Затоа што во време на криза, кога не зголемуваме цени на комунални услуги, редно е да добар дел од проектите, она што има можност комуналец да го работи, го даваме на комуналец. На седница на Совет реков дека одредени проекти можеби ќе се одвиваат со позабавена динамика, отколку тоа да биде преку, не знам, по пат на јавна набавка со избрани изведувач. Но, на крајот на денот, за да не ги зголемиме цените, даваме работа на комуналец. Конкретно за паркот спроти Глобал, станува збор за... Маршал Тито или не? Да, знам за кој парк станува збор. Во моментот беше распишена јавна набавка од страна на комуналното предпријатие Комуналец Струмица за подот на самиот парк. Не се согласувам дека има градежен шут на секаде во центарот, не е така, нема. Но станува збор за нешто кое што треба да го реализираме и тоа ќе си го завршиме многу брзо. Да се вратам, бидејќи ова прашање се повторува кај другиот гледач кој што имаше пак 3 прашања. Кога ќе се реализира најавеното реновирање на градскиот плоштад? Е едното прашање. И кога ќе се доврши поројот на Крушевска република, се мисли на горниот дел, кога имаме уште едно прашање, кога градоначалникот планира да го заврши каналот Крушевска република или барем да ги санира улиците, бидејќи ги уништивме автомобилите. Значи, прашање за реновирање на градскиот плоштад, но и за улиците на Крушевска република. Првично веќе започната иницијативата за реконструкција на градскиот плоштад со самото тоа што имавме јавна презентација на деталниот урбанистички план за блок 1, каде што опфаќа поголем опфат, не само градскиот плоштад, и мораме тоа да го направиме за да предвидиме соодветни, не знам, зелени површини на градскиот плоштад, тоа што го предвидуваме. Сметам дека во однос на урбанистичкиот план за деталниот урбанистички план за блок 1 треба да направиме уште една јавна презентација. Имавме 2, ќе го поминеме на Совет, и ќе почнеме во 2023 да ги правиме потребните пресметки за соодветно и следствено на тоа да распишеме јавна набавка за реконструкција на градскиот плоштад. Тоа што го имаме како можност за обновување на дел од оштетените делови, пред се на искршените плочки, заради возилата кои што возат по градскиот плоштад, заради достава на, не знам, на одредени производи до кафичите или до дуќанчињата, тоа се нормална работа, тој дел ќе си го тераме и нормално зелените површини, уредување на целиот блок 1, решавање конечно на делот, позади се лек, тоа едно руглово центарот на градот, тоа се е опфатено и верувам дека во текот на 2023 ќе отпочнеме со активностите во однос на прашањето на граѓаните, реконструкција на градскиот плоштад, во однос на регулирање на Крушевска република, не станува збор за асфалтирање на улиците, туку станува збор за санација и барем да ги санирате улиците бидејќи ги уништивме автомобилите. Така, не станува збор за обична санација, туку станува збор за комплетна реконструкција на улиците.
Во моментот, улиците Крушевска република, зборувам, конкретно каде што е прашањето на граѓанинот, кај уредениот дел на Крушевска република, имаме само прв слој на асфалт, треба да целосно го извадиме тој асфалт, да ги предвидиме потребните сливници кои што ќе акумулираат атмосферската вода и ќе ја носат во каналот Крушевска република. Распишена е, добиена е јавната набавка, имаме избрано изведувач, го потпишуваме договорот и почнуваме со работа. Рокот на реализација е 6 месеци. Прашање од граѓаните на улицата Стив Наумов. Кога ќе добиеме и ние пат како што доликува во урбана средина? Само ветување, но никогаш до ветеното да стигнеме. Лично го има ветено сегашниот градоначалник, кога беше веде градоначалник пред многу години. Ако може да ни образложи како може да стигнеме до ветениот пат и што треба да правиме понатаму. Граѓани од улица Стив Наумов. Ајде ќе почнеме од назад со прашањето. Значи, станува збор за улица Стив Наумов. Стив Наумов, најголемиот дел има асфалт. Може би станува збор за джеп некаков од улица Стив Наумов. Таму има асфалт. Може би станува збор за реконструкција, може би станува збор за обнова. Предпоставам, се мисли, ако е таа улица сега, колку што ме држи, од гробиштата, влегувањето за таа ли улица се мисли или Стив Наумов? Таа улица, да не станува збор за дел од улица, за Стив Наумов. За дел од улица Стив Наумов. Дел. Но, што треба да прават граѓаните во ред, ако имаме некаков пропуст направено или ако има некакво имотно-правни проблеми кои што треба да ги решаваме, апелирам граѓаните да дојдат, еве до кај мене, или кога ќе бидат јавните собори, зошто ги правиме јавните собори практично, за да одредиме приоритети за наредната година, кои што ќе бидат соодветен дел од буџетот. Нормално, кога одиме на јавни собори, граѓаните си и кажуваат сите можни проблеми, но еве, ако е приоритет на урбаната заедница, слободно можеме да го ставиме како приоритет за 2023. Дополнително ќе пуштам уште утре луѓе да видиме точно за кој дел од улицата станува збор. Мислам дека го примев ова прашање, јас лично имало сега како што ми е објаснено, не запишав нешто со гранит или бел камели, како беше тај пристап до таа улица, така ми го спомна. Тоа е кај тоа да. Позади гробиштата, од кај гробиштата за да се влезе до куќите. Тоа е улица Струма е во еден дел, каде што во 2017 за тоа што ме спомнува градоначалник сте ветери. Улица Струма ветив ја реализира во 2017 со прв слој еден дел, сега веќе е реализирана таму. Улица 23 октомври која што предвидуваме по решавање по уредување на поројот Сетилиски порој или Чифлиганскиот порој, познат кај Струмичани. До каде стаси изградбата на црквата како општина, превземате ли нешто? Иако нема ингеренција општината, но во секој случај... Јас сум човек кој што е верник и кој што на секој начин ќе се обиде да ги мотивира граѓаните, да донираат за изградба, веројатно станува збор за храмот. За Централната црква. За Централната црква, тоа е едно убаво здание. Од друга страна, навистина, нема потреба да било какво да брзаме нешто посебно општината да превземе. Да, согласно нашите можности, би биле спремни да соработуваме со Струмичката епархија и соработуваме апсолутно. Ќе биде едно убаво здание за струмичани, за православните верници, како што сум и јас. И конкретно не можам да одговорам на граѓанинот што ќе превземе општината. До каде стаси изградбата? Се реализира, ја гледаме карабина фазата. Овде можам да потенцирам дека ќе започнеме во текот на 2023 година да тие бараки кои што би сметале на изградбата на храмот, збором за бараките каде што веќе имаме некои се во функција, тие што се напред, но позади храмот не се во функција, се руинирани објекти, ќе почнеме со дислокација на истите. Кога планирате да се асфалтира и постави улично осветлување на улицата Мито Хаџивасилев Јасмин Џебот? Ако знаете. Улица Мито Хаџивасилев Јасмин колку што дозволуваат условите, имаме улично осветлување на Мито Хаџивасилев Јасмин. Сега за џебот, така е наведено. Кој џеп конкретно станува збор, треба да ги видиме условите. Ако има џеп кој што единствено е предвиден или реализиран
заради влез во куќите на граѓаните, тогаш ќе мораме, не знам, ламбите да ги ставаме во дворовите. Но, да не преодицирам, веројатно има проблем граѓанинот, што го алармира и го адресира до мене, ќе го разгледаме утре. Пред малку спомнувавме сторичните корита кои што се во урбан опфат или не се во урбан опфат, но сепак еве да го поставиме. Прашање до градоначалникот дали ја знае моменталната ситуација со река Струмица и дали планира санација на речното корито поточно кај село Просениково. Се што е наша обврска, јас таму сум помагал во населено место Просениково, уште како пратеник, кога имаше потреба од поплавите да се направи трап, но тоа е надлежност на АД Водостопанство. Во каналот после затворот, се мисли тој после затворот едно мини каналче, се течат фекали, а после тој канал има и домакинства. Смрди ќе превземе ли градоначалникот нешто? Во каналот после затворот се мисли на Светилиски пори. Не знам. После затворот. Каде што Каналот после затворот. Каде што имало и домакинства, барем така го разберам. Во каналот после затворот Тоа е Светилиски пори, веројатно. течат фекали, а Веќе, после тој канал има и домакинства. Ние имаме и обврска превземено со Светска банка по реализација на улиците на джебот од Цветан Димов према затворот, каде што се асфалтирано, каде што има поставено фекална канализација, ќе почнеме со изградбата на главниот фекален колектор и се надевам дека главниот фекален колектор, затоа што фекалиите не смеат да бидат во атмосферските канали, така е, не смеат да има приклучоци во таквите одводни, зборам атмосферски канали кои што опфаќаат атмосферски води, не може да имаме приклучоци на фекалната канализација. Верувам дека со фекалниот колектор, главниот фекален колектор, кој што ќе чини 19 милиони денари, ќе имаат можност, доколку добро го разбра граѓанинот, да бидат истите граѓани приклучени. Да, ако имат забелешка или ако имат забелешка, може слободно во секое време. Бидејќи станува збори за заштита на животната средина. Какви се плановите на општината за населбата Софила, бидејќи тука сме приближно, дали во блиска иднина е планирано да се инвестира во патна инфраструктура? Предпоставам овој дел погоре од Тоа е вториот дел веќе. Тоа е вториот дел. Вчера имавме рамнење, таму имаме реакција од граѓаните, тие навистина си ги имаат дел кои што се биле бесправно изградени објекти, имаат легализација на истите. Тој процес на легализација одеше неколку години, да. Имавме рамнење, ќе направиме и тампонирање и секако дека наредна година можеме, или во текот на овој мандат, да предвидиме и асфалтирање, ако мислиме на истиот потек. Дали градоначалникот планира да го исчисти коритото на река Тракање покрај селото Градско Бадовци? Како човек, навистина сакам многу да постигнам. Навистина. Имам таква намера. Ама во рамки на моите надлежности. И не е проблем општина Струмица да, не знам, во одреден момент, заради потребите на граѓаните, издвои средства и направи нешто што е во нашите надлежности. Тоа не е незаконски, можеме да го правиме, но може да се смета како и нерационално трошење на финансиски средства, односно на парите на граѓаните. Да, за жал таму низ годините наназад било навистина речното корито на река Тракање било широко 16 метри, имало заштитни појаси, каналите и пороите околу Струмица, кои што обиколуваат општина Струмица, ние имаме совршен обрач за одводување на атмосферски води. Имаме над 400 девијации долж каналите и реките на општина Струмица и тоа е веќе утврдено. Конкретно за тој потек од река Тракајна имало и каскади направено. Зборувам многу одамно со текот на годините да целото тоа се има запоставено. Во најголем дел, кога зборувам за девијации, зборувам за бесправно изградени објекти долж реките и каналите на општина Струмица. Така е. Мислам дека одговоривме, но должни сме да го прочитаме кога ќе почне реконструкцијата на улиците покрај пориот горниот дел и дали таму конечно се планира да се уреди тој простор или само на градба ќе остане? Нема да остане само на градба. Ќе се го уреди просторот во, се мисли на жардинериите, веројатно. Предпоставам, да, дали ќе го уреди комуналец Струмица и
го подпишуваме договорот, се стартува со реализација на реконструкција на улиците кај уредениот дел на поројот Крушевска република. Градоначалник, зошто комуналната инспекција не си ја гледа работата? Дали инспекторите гледаат или се прават слепи, или пак чекаат само по основ на пријави? Ако е така, тогаш нека земаат плата на пријава. Никаква иницијатива од нивна страна. Еве, мора некогаш и да не се согласиме со некои граѓани. Не е така. Ние имаме еден комунален инспектор, кој што работи на територија на општина Струмица и навистина си ја гледа својата работа. Конкретно треба да го, кога некој постава прашање, може и конкретно да го адресира. Например, не постапил инспекторот таму и таму, но најодговорно тврдам дека не е така. Комунална инспекција, или? Така. Најодговорно тврдам дека не е така. Инспекторите, комуналниот инспектор, градежните инспектори, инспекторката за животна средина, комуналните редари си ја гледаат својата работа, постапуваат не само по пријави, туку и вон пријави. Јас ги имам и неделните, и месечните, и годишните извештаи од страна на инспекцијата и постапуваат. Да. Затоа и на тој начин, преку локалниот совет за превенција, заедно со комуналните инспектори, заедно со комуналните редари, на кои што сум особено горд, го решивме проблемот со дивите продавачи. И кај пазарот Чешел и долж булеварот. Што се планира, мислам дека одговоривме, но еве, што се планира кај АТШ Берово, требаше базен или се говори дека ќе никнат згради? Или се говори, требаше базен, а се говори, предпоставам, ама не пишено, или се говори дека ќе никнат згради. Таму мислам дека рековте тенис. Апсолутно не, таму имаме и приватна парцела, имаме и предвидено од две одбојкарски игралишта, таму ни е предвидено да биде реализирано и памтракот за велосипеди, таму имаме и предвидено парцела за катна гаража, таму требаше преку Агенцијата за млади и спорт да биде и затворениот базен. Во моментот, заради поскапувањето на цените, имавме 4 неуспешни јавни набавки, за кои што сум информиран од страна на Агенцијата за млади и спорт, заради тоа уште не е реализиран затворениот базен на Струмица. Мислам дека во моментот... И дополнително, веќе се и предвидени средствата, со реализација на памтракот имаме 3 милиони денари предвидено во буџетот на општина Струмица за нова парковска површина. Да. Како ќе се реши проблемот со паркираните возила на Братство и Единство од болницата до Народна техника? Има знак за забрането запирање и паркирање, а коли на секој метар плюс узурпиран тротоар. Да, пред 2 дена, мислим, ја имавме, ја одрживме 9-та седница на локалниот совет за превенција, на која што посебен фокус ставивме на узурпираните тротоари, погрешното паркирање, неправилното паркирање од страна на индивидуи, ќе зборам индивидуи поединци, не е тоа, не можам да кажам дека мнозинството луѓе тоа го прават, и веќе полицијата постапува, договорот и заклучокот од самата седница на локалниот совет за превенција е дека во наредниот период многу построго ќе се пристапи кон погрешното паркирање, кон узурпирањето на тротоарите, а секако дека ако се мисли и адресиран проблемот на паркиралишта Струмица, се има контролори во зоните каде што имаме предвидено зонско паркирање, да редовно вршат преглед на, зборувам за дали имат платено за зонско паркирање или нема. Така. Во тој контекст уште едно прашање, дали градоначалникот има некогаш прошетано по Ленинова кај кафичот до социјалното? Не може да се помине, а камоли со количка со дете. Срамота е што се дозволува да се постават маси. Тој кафич и другите кафичи имаат одобрение од страна на општина Струмица, соодветна квадратура, како користење на јавна површина. Постапуваат инспекторите во однос на одстапување од дозволеното и сега сметам дека со велосипедските патеки, кои што ќе поминуваат и долж долж улицата Ленинова, од тој дел, од таа страна кај социјалното и кај кафичот, сметам дека практично ќе бидеме оневозможени да ги вадиме масите и ќе биде многу попроодно. Кога градско Бабовци ќе добие канализација? Веќе реков, со 86 милиони денари преку Министерството за транспорт и врски, канализација се мисли и на фекална, и на атмосферска, затоа што ќе биде и таква,
и очекуваме да јавната набавка биде распишана. Имавме две неуспешни јавни набавки заради ценовните шокови, направивме реевалуација, направивме нови пресметки, ги пуштивме до Министерството за транспорт и врски и денови веќе биде објавена набавката. Кога ќе се санира ново асфалтираната улица во Дабиле, која беше прекопана за инсталација на канализација? Да, со 47 милиони денари таму се обезбеди преку Министерството за транспорт и врски изведба на фекална канализација, се работи на приклучната мрежа, таму има доскоро ја работевме приклучната мрежа. Таму имаме повеќе улица асфалтирано, конкретно на која улица, за која улица станува збор не е наведено од страна на граѓанинот, но Ново асфалтираната улица во Дабиле. секако, Така пише. ако некое семејство има потреба од приклучна мрежа за канализација, нормално е да дадеме дозвола да се прекопа улицата. По завршување на приклучната мрежа, комуналица има обврска да ја врати улицата во првобитна состојба, односно да ги покрие рововите ископани заради потребите на приклучната мрежа. И јас уверувам дека по завршување на тој дел од таа улица на приклучна мрежа ќе пристапиме кон затварање. Ни се создава проблем ако е само еден ров да бидеме оневозможени да добиеме асфалт. Зошто? Компаниите кои што имаат асфалтни бази укажуваат на тоа дека не е исплатливо за мали количини да ги пуштат нивните асфалтни бази. Затоа се собираат повеќе поголеми количини, Повеќе позиции за да може да излезе на терен. да реализираме. Во таа насока имаше едно прашање кога ќе биде готова канализацијската мрежа во Дабиле и дали градоначалникот знае дека имаме проблем со одводниот канал. Не знам навистина, така пише. Работиме на канализационата мрежа, посебно работиме на приклучната мрежа. Јас знам дека во еден дел имавме и проблеми, затоа што еден од жителите во тој дел од населено место Дабиле не дозволуваше да цевката помине низ неговиот двор. Постигнавме договор со друго семејство да помине цевката, остануваат уште неколку куќи. Знаете за кој дел станува збор према Парк Босилово, нели? Парк Босилово сега отвори во населено место Дабиле. Станува збор за тие куќи, а доколку станува збор за проблеми со одводниот канал, тоа е на влезот во село Дабиле, позади училиштето. Таму имавме проблем со пријава од граѓани за руинирана улица. Улицата ја израмнивме, не е асфалтирана, ја израмнивме заради полесен пристап на граѓаните. Имаше некаков проблем и соодветно го решаваме. Во делот на поројот, тоа е веќе обврска на АД Водостопанство. Кога ќе се прави улицата Ѓорги Трајков позади зградите на ГН комплексот? Добро. Прашање до градоначалникот. Кога ќе се прави улицата Ѓорги Трајков позади зградите на ГН комплексот Ѓорги Трајков? Ако е приоритет на граѓаните, нека кажат, секако нека присуствуваат на јавните собери, нека доаѓаат на форумите на заедници и не е проблем доколку улицата е до толку оштетена, секако дека ќе предвидиме со нов слој на асфалт во 2023 во програмата за асфалтирање. Колку ја чинеше општина Струмица прскањето против комарци, дали сметате дека тоа прскање имаше соодветен ефект? Да, прскањето на комарци го решаваме регионално преку југоисточниот плански регион, односно 10 општини, конкретно општина Струмица околу 2,5 милиони денари даде за комарци. Дополнително, ова е добро укажување од граѓаните, треба да предвидиме и го зборував на една од седниците на Советот, дополнително ларвицидно прскање против комарци, што мислам дека ќе ги анулираме тие проблеми. Живеам во центарот, точно околу плоштадот, па би сакала да ве прашам, кога ќе видиме малку зеленило во центарот на градот, поточно на плоштадот Гоце Делчев, како што ветивте, и искршените плочки пред Домот на култура е навистина града сликан. Дали е во план тоа да се поправи скоро? Мислам дека одговоривме, но ако сакате... Секако дека е во план, јас апелирам и барам од граѓанката и од останатите граѓани на трпение. Процедурите не можеме да ги скокнеме. Мораме, согласно урбанистичкиот план, да предвидиме зеленило на градскиот плоштад. Нормално, кога говорам дека имаме ние приоритети и дел од тие приоритети ги решаваме во првата година од мојот мандат, нормално е да некои други останат за втората, за третата, за четвртата година, па и за понатаму. Кога ќе се реши проблемот со уличните кучиња, кои што долго време го невувате, да ти е страв да излезеш, а камоли само дете да пуштиш во паркот? Така е, апсолутно разбирливо од страна на граѓанинот или граѓанката.
веќе го решаваме проблемот, ќе го отвориме стационарот, ги имаме сите потребни алатки за работа. Утре носиме одлука на Совет да ја потврдиме одлуката на Југоисточниот плански регион, каде што ни се отстапуваат и двете возила за ловување и многу брзо ќе почнеме со решавање на проблемот со кучињата скитници. Апелирам граѓаните да ја креваме свеста во однос на вдомувањето. Убаво е да постигнеме што е можно поголем процент на вдомени кучиња, зборувам по стационирањето и доколку не, повторно ќе го реафирмирам и ќе го кажам одговорот и договорот со раководството на стационарот Лана, односно со директорката, ќе склучуваме меморандуми со здруженија за заштита на животните, кои што здруженија ќе имат оврска да наоѓаат дом. Дали во државата или вон неа, тоа ќе биде нивна Домување. Но тоа е и покана до сите љубители на до сите љубители на кучиња. Да вдомат, да, така, апсолутно. И последното прашање, што ќе преземе градоначалникот бидејќи Маларичната е окупирана со жители кои што ни прават проблеми на овој дел од Струмица? Да, разбирливо, сосема разбирливо. Таму имаме 20 жители кои што живеат, се населени во Маларичната. Најголем дел од нив не доаѓаат од општина Струмица, туку се населени од други градови. Јас сочувствувам со таквите луѓе, но еве утре носиме одлуки за одбивање на барањата за легализација во делот на Маларичната и сите тие дополнителни времени градби кои што ги има, зборувам за бараките, и да Турското мало и тој дел од градот добијат соодветен паркинг за потребите, така го зборуваме, за потребите на црквата Свети 15, за потребите на џамијата и дополнително мултифункционално игралиште, каде што ќе можат жителите од тој дел на градот, од Турското мало да спортуваат, рекреираат и ќе одговориме на нивните потреби, а со тоа ќе ги дислоцираме жителите кои што имаат узурпирано Маларичната болница. Тоа беа прашањето, остана уште неколку прашања што би сакал да ви ги поставам. Буџетските рокови за планирање на буџетот за 2023, мислам дека почна да течат. Како планирате? Ги спомнувате честопати повик до граѓаните на јавни собири, по месни заедници. Како ќе го слушате гласот на граѓаните? Иако рековте дека постојано сте во контакт, спомнавте форум на заедници, значи како сето тоа ќе се планира и динамиката во однос на слушање на потребите на граѓаните, за да знаат каде да се обратат? Веќе граѓаните во текот на годината се обраќаа, во непосредните, кажа дека 10.000 граѓани се слушнати од моја страна. Голем дел од нив имаат предлози, какви што има и прашања. Така е. Граѓаните кои што поставија за денешнава наша емисија. Јавните собири ќе се реализираат, ќе одиме во урбаните заедници, во местните заедници, каде што тоа секаде е објавено. Јас го објавувам на социјалните мрежи, вие како медиуми го споделувате заради јавниот интерес кој што постои за самите состаноци. Таму можеме да зборуваме за потребите и на микро ниво, во нашето мало со какви проблеми се соочуваме. Телефонот ми е отворен за предлози и за сугестии. Нормално форумите на заедниците ќе се реализира, каде што ќе треба да избереме практично 3 топ приоритети. Зборувам, станува збор за многу капитални проекти кои што ќе бидат составен дел од буџетот за 2023 година, но треба да имаме во предвид пример социјална населба. Не може да не ја планираме како стратешки приоритет на општината. Зборувам за јавниот превоз. Не може соодветен дел од буџетот да не го планираме за јавниот превоз. И кога приоритизираме, треба да го имаме и тоа во предвид, дека одредуваме приоритети исклучиво за 2023 година. Зошто ова го потенцирам? Еве, сега ќе седнеме ние ќе прошетаме низ Струмица. Ќе мапираме илјадници недостатоци. Уличка, клупа, жардинерија, проблеми со гробиштата, но кога целото тоа ќе го собереме на куп, станува збор за конгломератот од предлози кои што го предимензионира буџетот. И зошто зборувам предимензионира, односно немаме можност до толку ние ниту да предвидиме. Затоа што постои закон за финансирање на единиците од локална самоуправа кој што ни вели: вашиот буџет ќе биде димензиониран, балансиран во однос на приходи и расходи во износ од реализацијата на претходните буџети во 3 последователни години. Зголемено за не повеќе од 10%, односно од 20
проценти. И тоа нас не става во неможност да предимenzionираме. Ние не може да кажеме сега ќе го Добро, реконструираме. тоа беше и како Така е, заштитна така, мерка тоа за е. општините кои што предимenzионирано така. ги креираа буџетите. Едно е што е прво заштитен механизам за, не знам, презадолженост да кажеме, а друго е многу по отворени се буџетите. Зошто се поотворени буџетите? Многу искрено им кажуваме на граѓаните. Ако не можеме да вметнеме реконструкција на целиот плоштад, може да кажеме сега, во 2023 одредена фаза. Централниот дел ќе го направиме. Зошто? Заради законот за финансирање на единици од локална самоуправа. И тоа ќе не чини по пресметки 20 милиони денари, како пример. Немам предмер пресметки направено за конкретно реконструкција на тој дел од плоштадот. Имаме, самата криза ни наметнува и нови приоритети. Како што е фотоволтаичната централа. Ние во 2021 година сметките за електрична енергија не ги рачунавме како трошок на општината и како проблем. Ама од 730.000 денари месечно, наеднаш сметките за струја отидоа 5,5 милиони, 5,5 милиони месечно. Претпоставам и сметките за грејење на училиштата. Сметките за грејење, да не зборувам за комуналното предпријатие и комуналниот струја, 9 милиони денари. И сега тоа се ни наметнува веднаш да ние кажеме дека 2023 приоритет број 1 ќе биде социјалната насаба нормално која што се реализира, јавниот превоз заради подобрување на услуги на мобилноста на граѓаните и движењето и број 3 фотоволтаичната централа. Зошто на тој начин ја правиме општина Струмица во наредните 20 години комплетно независна. Во моментот, ова е убаво да го знаат граѓаните, дека работам на модел за јавно-приватно партнерство во однос на искористување на кровните капацитети на јавните објекти. Зборувам за сите училишта, за кровот на општинската зграда, за градинките, за спортските сали, кои што се во собственост на општина Струмица. Тука треба ние да го гледаме. Добро, да гледаме во тој поглед, ако не се лажам, на за училиштето Сандо јавно Масев приватно имаше таков. Што е проблемот Во моментот не е приклучен на системот на универзалниот систем? Мислам дека таму или грешка сум. не е приклучен на универзалниот систем затоа што си ги користи капацитетите за своји потреби. Така? Да. Во моментот ако училиште без фотоволтаици, не знам, му пристигнуваат сметки за електрична енергија од 40.000 денари, сметките за електрична енергија на Сандо Масев се 12.000 денари. Значи за Тоа е сопствени бенефитот. потреби, мислев да не е по овој модел кој што сега се предвидува. Ние имаме одлични раководства и директори на училиштата, и на основните и на средните. Во секое училиште се реализираат најразлични капитални проекти. Овде се и градинките, двете градинки, и детска радост, и новата детска градинка Виножито, која што е комплетно уредена и верувам дека во многу брзо време ќе се отвори веќе таа детска градинка. Врските на општината се комплетно завршени, зборувам за пристапот, за улицата, за дел од натрешното уредување, за приклучокот на газ. Но, еве конкретно Сандо Масев има аплицирано на проект, има добиено проект за фотоволтаици, ги имаат инсталирано, ги користат за своји потреби и генерираат сериозни заштеди. Со тие пак заштеди си ги обновуваат, не знам, купатилата, подот во одредени училници, купуваат смарт табли, навистина едно еден пример кој што треба да го следат и останатите јавни институции. Го следат и другите. Но веќе кажавте дека размислувате за модел сите јавни институции да бидат со фотоволтаици, барем тој начин има. Така има сериозно оправдано зошто да биде јавно-приватно партнерство. Зошто? Ако го инсталираме целиот капацитет на кровната површина на одредено училиште, премногу мал дел од енергијата ќе ја користат за сопствени потреби. Тука можеме, сега ќе размислуваме на моделите. Дали да биде со негативно наддавање, да кажеме, дали да биде концесија. Има многу модели кои што се разгледуваат, а тоа е брзо се имплементира и 2023 и разгледуваме можности за такво јавно-приватно партнерство. Градоначалниче, повеќе од 2 часа разговараме за се она што беше, а веќе понови последниве неколку минути дури отворивме и она што се планира, иако верувам дека ќе се озвате и на нашата покана, вообичаено правиме анализа или пресек кога го носите буџетот, што планира локалната самоуправа за следната година. Ви благодарам што бевте дел од емисијата визави на програмата на Канал ВИС, што дадовме одговор и на прашањата од граѓаните, но и она што е актуелно во општината, но и да се потсетиме на се она што е сработено или пак не сработено
во првата година од вашиот мандат. Благодарам, Ване, честа која што ми ја направивте мене, да, еве, 365 дена од мојот мандат ме поканите во емисија, да кажеме тоа што го имаме сработено и тоа што го немаме сработено, да имаат можност граѓаните слободно да прашат во емисија во живо, да си постават прашања. Аз верувам дека на сите прашања одговоривме. Се извинувам на граѓаните доколку не сум дал целосен одговор, ја имаат можноста целосен одговор од причина што не е конкретизирано прашањето за дел од улица или за џеп, ја имаат можноста да дојдат во општината. На крај само да им го честитам празникот Света Петка, нека е за многу години и ви стојам на располагање за сите прашања, критики кои што ги имате до мене. Верувам дека граѓаните до вас најмногу се обраќаат исто така, ми ги поставувате вака отворено, оти на тој начин ќе издигнеме демократијата во општина Струмица. Благодарност уште еднаш, градоначалниче. Вам, почитувани гледачи, благодарност за вниманието со кое што не следевте во изминативе повеќе од 2 часа визави на програмата на Канал Вис со првиот човек на општина Струмица, Костадин Костадинов. Ви благодарам уште еднаш.